110 лица кои не се жители на Дебар, актуелната ситуација ги затекна во градот по разни основи. Дел биле на извршување на своите работни задачи, други пак на гости кај своји роднини и пријатели или како туристи. Тие се до завршувањето на кризната состојба нема да може да го напуштат Дебар. 23 од нив се странски државјани, 14 се од Косово, а 9 од Шведска. Останатите се од натрешноста на земјава. Тие биле туристи во дебарските бањи Цапа. Згрижени се во хотели и состојбата нивна е добра. И тие ќе можат да заминат од нашава земја во она што значи почитување на мерките на владата на Република Северна Македонија. Од кризниот штаб велат дека овие луѓе се чувствуваат безбедно. Докога ќе е кризната состојба, тие ќе немаат шанса да имаат излез од нашиот град. Од нашиот штаб се преземаат мерки за нормален живот на тие лица, осигурани се соалиште и лекови за болните. Новинарот од Дебар Мимидиновски за Гласот на Америка вели дека сите институции во Дебар во моментот се само изолирани и де факто работат само продавниците и маркетите за прехранбени артикли и аптеките. Во текот на ноќта и во текот на денот се мијат улиците, надлежни институции вршат де факто дезинфекција на улиците, на објектите, посебно во делот на Дебар, во периферијата на Дебар, има посебни мерки каде што беше жериштето на појавата која дојде де факто од центар Жупа. Градоначалникот на Дебар Хеку Рандука вели дека ситуацијата и понатаму е сериозна со оглед на ново регистрираните случаи на заболени од COVID-19 во нивниот град. Активностите наши се усмерени на тој начин што сакаме да го сузбиваме тој ланецот на пренесување на вирусот. Значи Дебар има доктори, има и екипа, него во иднина јас мислам дека ќе има потреба за уште да се пратат специјалисти во тоа област. Во меѓувреме, Црвениот крст на Република Северна Македонија испрати маски, ракавици, заштитна облека за лекарите и волонтерите. Дополнително се очекува да пристигне од страна на Црвениот крст и поголема комунитарна помош во 3 тони млеко, но и храна, облека и средства за дезинфекција. Приоритет во распределбата на истата ќе имале старите изнемождени лица, инвалиди и социјално загрозени случаи. Од Дебар за Гласот на Америка, Мики Трајковски.